Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро. Сречен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Еве ја започнуваме и ова наша денешна утринска програма. Денеска е 21. јуни, вторник 2022 година. Еве и ова емисија ќе ја започнеме со една убава мисла. Подобро е да бидеш дете Божје, отколку да бидеш цар на целиот свет. Бог не ни го дава тоа што не можеме да го издржиме, туку ни помага да го издржиме тоа што ни е дадено. Еве нека со ова мисла ја отпочнеме и ова наша денешна програма, да навистина бидеме ние Божје дете. Бог има најдобри планови и намери за нас и во овој ден. Затоа да препуштиме се во Божји раце. И Бог се ќе изведе на добро. Можеби ќе имаме и проблеми, ќе имаме и некои други непланирани активности, односно работи кои ќе дојдат во нашиот живот, но ако утрово се помолиме на Бога и го предадеме својот живот во Негове раце, Бог се ќе изведе на добро. Еве, одеме сега со една песна да ве поздравиме, а потоа повторно ќе се вратиме да продолжиме со нашата програма. Еве, после оваа песна, повторно сме во живо во нашата програма. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои сте нова фреквенција, следите нашата програма. На почетокот да ги проследиме сервисните информации. Како што веќе кажавме во почетокот, денеска е 21. јуни и може да кажеме почеток на летото. Завршува пролета и некаде напладне ќе започне летото. Значи, денес, некаде во 12 часот и 50 и која минута, календарски започнува летото. На северната хемисфера летото ќе трае од 21 јуни до 23 септември. Во првиот ден на летото, кој се нарекува долгодневница или летен солтициум, ноќта е најкратка, а денот е
najdolg. Znači, veke od deneska ke se krati denot, a nokte ke se zgolemo. Evo sonce to utrovo izgreja vo 4 časoti 58 minuti, a ke zajde vo 20 časoti 9 minuti. Znači, viki nekoliko denovi imame zastoj kako sonce to izgreva, odnosno zaogja, no veke od utri zadutre ke počne postepeno deno da se krati, a nokta da se zgolemova. Deneska je 172. den во годината или 193. до крајот нова календарска година. Според мерната станица во Кавадарци воздухот денеска е загаден. Иако е надвор доста топло, плюс 19, но мерната станица ни кажува дека еве денеска воздухот е загаден. Инаку, уве зрачењето ќе биде 9. Значи, да не се изложуваме многу на сонце, бидејќи може да биде и штетно. Според прогнозата, денеска ќе имаме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, попладне и во вечерните часови во северните делови ќе има изолирана нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ке дува слаб до умерен авдолж по Вардарието повремено засилен ветер од северо-западен правец. Тоа се однесува до денешните температури, ке имаме навистина високи температури, еве во Гевгелискиот регион од 18 до 36, теквишијата ке има од 17 до 34, посвежо ќе биде во источните делови, значи во Беровскиот регион од 9 до 28, и во крајно западните од 11 до 24. Во Скопската котлина температурата ќе се искачи од 15 до 34. Нешто посвежо ќе биде во Кумановскиот регион од 12 до 29. Се очекува грмежи и локален пороен дожд во попладнените часови. Во Пелагонија ќе биде стабилно времето од 14 до 32, а сончево скоро без облаци ќе биде во Охридскиот регион од 13 до 27 степени. Нешто слично ќе биде и во утрешниот ден, иако се прогнозира да има, значи, на повеќе места пороен дожд, локален секако тоа ќе биде, но како е ќе има, значи, грмежи и засилен ветер, тоа е прогноза за утре. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, и денеска тие известува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај и на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања. Еве, за час ќе се вклучиме и да ги проследиме камерите кои се поставени на нашите гранични премини. На Девер Баер има неколку автомобили, значи се чека, овде гледам колона, има, значи, за излез од нашата земја. Табановци скоро и да нема гужва, значи по кој автомобил како доаѓа, така и ја поминуваат државната граница. Што се однесува до Богородица, граничниот премин Богородица, и овде, според оно што го гледам на камерата, нема задржување. На патарината пред Гевгелија исто така е слободно, значи овде ги имаме камерите на сите патарини во Македонија. Кјафасан исто нема гужва за излез од Македонија. Миџитлија скоро празно. Нема ниту еден автомобил од македонска страна кој е упатен кон Грција, односно да има застој на овој граничен премин. На платната станица Гостивар има неколку камиони, но очигледно додека не се извршат тие наплати на платната рампа, односно станица, и возилата поминуваат према Гостивар и према Охрид. На Блаце има за излез неколку автомобили, но за влез во Македонија не гледам ниту еден автомобил од косовска страна. Како и да е, ако размислувате да патувате надвор од Македонија, слободно, нема никакви ограничувања. Ако имате намера, значи може да се патите без застој. На платната станица Сопот нормално функционира ова наплатна станица, значи нема
никакви задржувања. Одиме сега да ја проследиме рубриката на денешен ден, значи 21. јуни 1377 година умрел англискиот крал Едвард III, кој во текот на владењето од 1327 година ја освоил Шкотска и ја предизвикал 100-годишната војна со Франција, а во 1340 година се прогласил за крал на земјата. На денешен ден, 1813 година, шпанскиот крал Жозеф, брат на францускиот цар Наполеон I, го напуштил Мадрид и во битката кај Виторија неговата војска ја поразиле силите на британскиот војсководец Артур Велсли, идниот војвода од Велингтон, со што завршило француското владење со Шпанија. На денешен ден, 1880 година, францускиот научник Рене Лајнек во Париз пред околу 30 лекари го прикажал својот пронајдок, првата слушалка за поставување диагноза кога се во прашање срцеви и белодробни болести стетоскопот. Ете, овој човек го пронашал благодарение, значи, на францускиот научник Рене Лајнек во Париз. Тоа се случило 1880 година, е пронајден стетоскопот, направа или справа која многу помага, значи, за откривање на кога е во прашање срцеви и белодробни заболувања. На денешен ден, 1874 година, умрел Јонас Анстгрем, шведски физичар и астроном. Го истражувал сончевиот спектар и ја вовел единицата за бранова должина на светлината Ангстрем. Ангстрем, значи така се вика оваа единица, бил роден во 1814 година. На денешен ден, 1908 година, умрел рускиот композитор и диригент Николај Андреевич Римски-Корсаков, член на композиторската група Големите петмина, а и неговите дела се оперите Сатко, Златниот петел, Царска невеста и така натаму. На денешен ден, 1954 година, во село Слатина, Охридско, е роден Бранко Цветковски, поет, литературен критичар, публицист, преведувач и издавач. Работел како новинар, уредник и менаџер во културните институции и еден од основачите на Балканската книжевна фондација Балканика и основач на ИК Макавеј, член на ДПМ, значи тоа е Друштво на писателите на Македонија, на Македонскиот пен центар, почесен член на Сојузот на бугарските писатели и така натаму. На денешен ден, 1963 година, Франција ги повлекла поморските сили од НАТО. На денешен ден, 1969 година, умрела американската тенисерка Морин Коноли, наречена Малата Мо, која во 1953 година станала првата тенисерка во историјата на белиот спорт, која ги освоила сите 4 Грем Слем турнири. На денешен ден, 1994 година, Република Македонија и Република Киргистан воспоставиле дипломатски односи на ниво на амбасади. Исто така и со Туркменистан, Македонија, Република Македонија воспоставила дипломатски односи во 1996 година. И еве уште една информација, на 2008 година, на денешен ден, ферибот со повеќе од 700 патници, членови на екипажот, потонал во водите на Филипини. Ферибродот Принцеза Звезда, така се викал тој фериброд, на кој се наоѓале 620 патници и 121 член на екипажот, пловел од Манила кон провинцијата Цебу. Кога дошло до потонувањето, причината за трагедијата најверојатно бил тајфунот Фензен. Голема трагедија. Навистина, многу луѓе загинале или гинаат на разни начини. Тој е доказ дека ние живееме на една земја каде што човечкиот живот е несигурен. И затоа, еве, и овие информации кои се запишани не подсетуваат дека сите сме овде ние на оваа земја гости. Еве, тоа беа почетните сервис информации, почнуваме гледачи, сега одиме повторно со песна.
Ruke podižemo tebi, tvome silnom imenu, hvala ti za ljubav, to spasenje, za tu žrtvu što si dao, ljubovni radi nas, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti. Daj da budemo tad spremni za večno sa tobom, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti. Evo je повторно живо во нашата програма. Почнуваме гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Поздрав до гледачите секако од Македонија, Кавадарци, Неготино, Струмица, Скопје, имаме голема група на гледачи. Секако имаме и во Србија, Босна, Црна Гора, Хрватска. Поздрав до Германија, кои не гледат, Австралија, Америка, сите вие кои можеби подосна ќе следите нашата емисија која се снима и се става на нашиот YouTube канал Радио Гласна Надежта и на нашата Facebook страна Радио Гласна Надежта. Продолжуваме со останатите наши рубрики. Следува рубриката Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Еве неколку капки на мудроста ќе споделам со вас, почитувани. Добрината твоја не се подарува на оние што не ја заслужуваат. Тишината е вистинскиот пријател кој никогаш не изневерува. Срцето на мајката е длабока бездна, на чие дно секогаш ќе најдете прошка. Каде што има голема љубов, секогаш се случуваат чуда. Значи, каде што има голема љубов, секогаш се случуваат чуда. Многу е лесно да поразиш некого, но многу е потешко да го победиш. Мора да научиме да живееме заедно како браќа, инаку ќе исчезнеме заедно како будали. Вистинското богатство на човекот е доброто да го прави во животот. Еве, тоа беа неколкуте капки на мудроста, што верам се поучливи и може секој од нас да извлече поука. Како, например, ова, срцето на мајката е длабока бездна, на чие дно секогаш ќе најдете прошка. Навистина, некој тоа го доживела, сите верам сме го тоа доживеле, дека срцето на мајката е полно со љубов кон своите чеда. Одиме сега да ја проследиме утринската приказна, се доаѓа одскора. Во една скромна колиба во Франција умирал еден сиромашен, но многу побожен човек. Повикувајќи го својот единствен син при себе, му рекол: мој мили Петре, наскоро ќе останеш сам и многу неволи ќе дојдат на тебе во овој свет. Но запамти дека се доаѓа од горе и на тој начин ќе ти биде полесно се стрпливо да поднесеш.
Nabrzo posle ovoj nastan, siromašni čovjek go završil svoj zemen život, a mali od Petar ostanal sam na svetot. Jedinstveno što možel da raboti za da prežive bilo da prosi. Znači, to mu bilo jedinstveno, bi rekli, zanaje da može da prežive, da otide na ulica i da prosi. Dodeka odel od vrata do vrata, mu pel na lugeto i primal od njih onolku koliko što mu bilo potrebno da prežive toj den. Znači im pel pesni i taka prosel. Sekoj pat koga nekoj ke mu dal hrana ili pari, to bi odgovoril, se doaga odgore. Sekjavajki se na poslednjite zborovi na negovi od tatkom. Se naviknal da gi izgovara ovije zborovi bez ogled na to što ke mu se sluči i tije zborovi navistina mu pomognale se strpljivo da podnesuva vo negovi od mlad život. Eden den dodeka pominoval niz jedno selo, odjednaš vetro duvnal i odnel jedna keramida, znači vetro duval i jedna keramida padnala od pokrivotna jedna kukja. Keramidata ga udrila Petar po ramoto i to i padnal na zemljata. Se doage odgore bile prvite zborovi što gi izgovoril koga stanal, na što lugeto koji go slušnale, to slatko se nasmevnale. No za nekoliko momenti pokasno to ist vetar odnel jedan cel pokriv na jedna koleba malce podaleku od ulicata. Predmalku mali od Petar da ne padneše i taka se zadržal tuka pored kukjata, znači ta prva keramida koja je padnala od krovo, to se zadržal tuka pored nja, pored kukjata nekoliko minuti, znači tuka se zadržal, a toj krov možel i da gubi, onaj drugi od krov, od ta koleba što bil odnesen, ako Petar i produžil da odi, možel da stasa tokmo do ta koleba i celi od pokriv bi padnal vrz negom. Taka keramidata što padnala i go udrila, navistina dojde odgore. Jedna druga prilika, Petar se vrabotil ka jedan bogat gospodin i dobil zadača da odnese jedno važno pismo vo susednji od grad. S ogled na to deka mu bilo rečeno da odi što pobrzo bidejki, pismo to moralo brzo da se dostavi, Petar trčal što možel pobrzo. Stignal do jedan potok i se obidjel da go preskokne, no za žal padnal vo vodata i skoro za malko ke se udavil. Koga konečno se izvekol na bregot, si odvoden i Valkan shvatil deka go izgubil dragoceno to pismo. Bez ogled na to koliko se ubidoval, ne uspjel da go pronajde vo Valkanata voda. Se doaga odgore, rekol Petar, gi izgovoril tivko tije zborovi, dodeka se vrakel tažen kon kukjeta na bogati od gospodin. Se razbire deka gospodin beše mnogo lut na nego. Slušnost so stab go isteral nadvor od kukjeta, no što kažel Petar, kako se odnesoval? Toj povtorno gi kažel ti je poznati zborovi, se doaga odgore. Vike slednjo den gospodinot go povikal povtorno Petar, to što ti propadna vo potokot za mene beše srekna okolnost, rekol bogati od gospodin. Nešto se smenilo vo tekot na noktam. Da go odneseše pismo, to ja sega ke pretrepev golem gubitog. Te molam, primi go ovoj mol mal dar kako znak na blagodarnost. I gospodinot vo Petrovata raka stavil poveke pari nego što Petar videl vo celi od svoj život. Se doaga odgore, izgovoril Petar, dodeka so nasmevka na svoje to lice slegnoval ni skalite. Taka Petar porasnal, veruvajke deka Božeta raka go vodi negovi od život, siguren deka oni što go sakat Boga, se im ode na dobrom. Eden den to stanal uspešen čovjek. Srekni se, lugeto počtovani prijatelji, i maškite i ženskite, koji ima takva vera vo svoj nebesen tatko, to gi čuva od mnogo stradanja i gi ispolnova nimite srca su mir i doverba, koji ništo ne može da gi promeni. Zato i vi probajte i kažete se doaga ozgora. Bog se gleda i se znaje što je dobro za nas. Neka ova kratka prikaza ne bide pouka za daneska se doaga od Boga. Odnosno, Bog dozvolova i dobre rabote da dojat, no ponekad da dojat i one nedobrete su cel, da ne pouči, da shvatimo deka bez nego ne možeme ništo. Продолжуваме со уште една песна, почитувани гледачи.
Следува рубриката Утрински стих. Денеска утринскиот стих го наоѓаме во првото послание до Коринтјаните, 1 глава, 4 стих. Секогаш му благодарам на својот Бог за вас, за Божјата благодат што ви е дадена во Христа Исуса. Исто така се надеваат мнозина дека со своји дела ќе ја заслужат Божјата наклонетост. Тие сваќаат својата беспомошност, не ја прифаќаат Божјата милост како Божи доброволен дар, туку се обидуваат да развијат некоја своја праведност. Благословите на откупителската љубов нашиот Спасител ги споредил со скапоцен бисер. Може да читате во Матеј 13 глава 45 и 46 стих. Во оваа парабола бисерот не е представен како дар. Трговецот го купил давајќи за него се што имал. Мнозина го бараат значењето на оваа загадка, бидејќи Христос во Библијата е представен како дар. Тој навистина е дар, но само за оние кои безгранично му се предаваат себе си, душата, телото и духот. Ние мораме себе си да му се предадеме на Христа, да покажеме доброволна послушност кон сите негови барања. Целосно сите способности и таленти што ги имаме се му припаѓа на Господа и треба да биде посветено на неговата служба. Кога така и исцело ќе му се предадеме себе си нему, Христос со сето небесно богатство ни се дава нам. Ние добиваме бисер со непроценлива вредност. Спасението е дар, а сепак мора да се купува и да се продава. На пазарот со кој управува божествената милост, скапоцениот бисер е представен како вредност што се купува без пари и без цена. Христовото Евангелие е благослов што можат да го имаат сите, најсиромашните, исто како и најбогатите, сите се способни да го купат спасението, зашто никакво количество на земни добра не е во состојба да ги плати. Тоа се стекнува со доброволна послушност, предавајќи му се себе си на Христа, станувајќи негова откупена собственост. Мораме да бараме бисер со голема вредност, но не на световниот пазар или на световен начин. Цената што мораме да ја платиме не е изразена во злато или сребро, зашто и тие му припаѓаат на Бога. Да отврлиме мислата дека световните или духовните вредности може да ни обезбедат спасение, Бог од нас бара доброволна послушност. Сите дарови се ветени под услов на послушност. Бог има небо полно со благослови за оние што ќе соработуваат со него. Еве тоа беше соодветниот коментар на денешниот утрински стих, почитувани гледачи, што го најдовме во првото послание до Коринтјаните, 1 глава, 4 стих. Секогаш му благодарам на својот Бог за вас, за Божјата благодат што ви е дадена во Христа Исуса. Значи, спасението не се купува со пари. Иако тамо вели дојдете, купите, забадава, купите бесплатно, значи потребно е само наша добра волја, послушност да го прифатиме тој дар на спасение што Господ Исус го направил за тебе и за мене. Благословите на откупителската љубов на нашиот Спасител, овде како што прочитавме, ги споредил со скапоцен бисер. Сеќавате вие кои сте ја читале Библијата, овој човек кој нашол бисер и знаеме за тоа богатство, продал се. Всушност, треба да се откажеме од нашите себични желби, од се оно што е лошо и да го прифатиме она што тој Бог, Исус Христос, направил за нас, за нашето спасение. Нека ова порака не прати денеска во нашиот живот, што Господ ни го подарува како бесплатен дар во неговата милост. Доколку сакате, почитувани гледачи, повеќе да истражувате Библијата, слободно може да порачате кај нас бесплатно Свето писмо, бесплатна Библија, ние ќе ви ја испратиме по пошта, или пак да изучувате Дописната библиска школа онлайн, значи на вашите компјутери, слободно напишете Библијата зборова.мк и ќе ви се отвори таа веб страница каде што ќе ги следите упатствата. Да видиме сега рекламата за Дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата
Имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта, емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Продолжуваме со рубриката да ги запознаеме библиските личности. Денеска ќе се подсетиме повторно за Лазар, во народот познат како Свети Лазар, човек кој бил 3 дена во гроб, а потоа Исус, неговиот пријател, го воскреснал. Откако веста стигнала до Исуса, тој се забавил, вели Библијата, 3 дена и скоро на 4-тиот ден се појавил во дворот на Марта и на Марија. Кога тој се сретнал во нивниот дом, тука, значи во Витанија, во тоа село, заедно тргнале кон гробот. Марта, Марија, Исус и учениците. Секако тука околу гробот се собрало многу луѓе да видат сега што ќе се случи. Дошле до една пештера, значи тука тие гробови биле уклесани во самите камења, а Исус рекол: тргнете го каменот. Бидејќи не знаела со каква намера го бара тоа, Марта загрижено му рекла: Господару, сега веќе сигурно мирисам, бидејќи има 4 дена откако умре. Но Исус ја одговорил: зарем не ти реков дека ако веруваш, ќе ја видиш Божјата слава. Тоа го пишува во Евангелието според Јована, 11 глава. И понатаму текстот вели дека го тргнале каменот, а Исус погледнал кон небото, се помолил на својот татко и рекол: татко, ти благодарам што ме услиши. Ја знаев дека секогаш ме услишуваш, но ова го реков заради народот што стои овде, за да поверува дека ти ме испрати. И Библијата вели понатаму дека Исус гласно се помолил да луѓето сватаат, да разберат оно што ќе го направи, дека ќе биде на Божја слава и со Божја сила, дека Исус е Бог. Потоа силно извикал: Лазаре, излези. И навистина Лазар излегол жив. Раците и нозите му биле завиткани со потребните завои, така ги погребувале покојните, а лицето со платно. А Исус им вели: одврзете го и пуштете го да оди. Кога го виделе тоа чудо, многу од евреите дошле да ја утешат Марија и Марта. Некои побегнале, некои се радувале, го прослувале Господа. Но фарисеите и садукеите не биле збунети, го свикале судскиот совет, еврејскиот врховен суд, чиј член бил и првосвештеникот Кајафа. Некои од нив почнале да се жалат: што да правиме со овој човек, со Исуса? Еве, многу луѓе го следаат. Ќе ни го одземе авторитетот. Те имале еден голем авторитет меѓу народот, фарисеите и садукеите. Овој човек прави многу чуда. Ако го оставиме така, сите ќе поверуваат во него, па ќе дојдат римјаните и ќе ни ги земат и нашиот храм и нашиот народ. И покрај тоа што очевидци им било потврдено на сите очевидци дека Исус правил многу чуда, ним воопшто не им било мило поради тоа што Бог правил чуда преку Исуса. Тие мислеле само на својата положба, на својот углед. Тоа што Лазар воскреснал бил особено тежок удар за садукеите, кои не верувале во воскресение, а фарисеите пак не верувале во постоењето на ангели. На крајот Кајафа, кој исто така бил садукеј, еве што рекол:
Вие ништо не знаете и не сваките дека е подобро за вас да умре еден човек за народот, отколку целиот народ да страда. С оглед на светата служба што е извршувал Кајафа, не го рекол тоа само од себе, туку бил потекнат од Бога, почитувани пријатели. Кајафа сметал дека Исус требал да биде погубен, за да не ги загрозува нив, односно нивната положба и авторитетот на еврејските водачи. Но со своите зборови тој всушност прорекол дека Исус со својата смрт ќе плати откупнина за сите луѓе, не само за евреите, туку и за сите Божи деца кои биле распрснати. Кајафа успел да изврши влијание врз судскиот совет и било одлучено Исус да биде убиен. Гледате какво влијание имал Кајафа. Дали можеби Никодим, кој бил член на судскиот совет, се познавал со Исуса и ме го открил неговиот план? Не е тоа откриено сега за нас. Како е да е, Исус веднаш заминал од околината на Ерусалим и со тоа спречил да биде убиен тој ден, бидејќи се уште не дошло времето Исус да замине на Голгота, на крст. Но како е да е, Лазар е доказ дека еден ден ќе воскреснат сите оние кои заспале со вера. Лазар секако после известно време повторно умрел. Тој не заминал на небото. Бидејќи според Библијата не постои душа која вегетира некаде горе на небото. Човекот оди во гроб и престанува со сите негови активности и чека промена, чека воскресение. Но денеска, значи, се подсетивме, почнуваме гледачи за Лазар, за неговата смрт и воскресение, кој е доказ дека еден ден ќе воскреснат сите покојни, но наше е да чврсто му веруваме на Исуса и на неговите зборови кои рекол на Марија и на Марте: јас сум воскресение и живот, кој верува во мене и да умре повторно ќе оживее. Еве, тоа беше рубриката за библиските личности. Денеска зборувавме за Лазар, еден од најблиските пријатели на Исуса и брат на Марија и на Марта. Одиме повторно со песна. Исус од небото дојде, од гревот не избави, за нас тој на Голгота појде, таму распнат на крстот е. Нешто поголемо, гревот да го откупи, да Исус е тој што умре за нас, на овој свет зборува. Очево крвела тече, а тој моли татко свой. Нека секој што бара прошка биде со мене в царството. О, има ли глед од љубов да е нешто поголемо, гревот да го откупи, а Исус е тој што
za nas na ovoj svet zboruvaj. To i krst Golgotski na ovoj svet zboruvaj. To i krst Golgotski. Evo nepovtorno emisija uživo. Via sledite utrinskата programa na radio Glasna Nadešta. Emisija koja se emitova sveko jutro od ponedeljnik do petok v 8 časov i 30 minuti. Pozdrav za sita vas koji v međuvreme se vključivte i sledite uživo naša ta današnja programa. Следува рубриката да ги запознаеме баните во Македонија и ќе кажеме во вториот дел за здрава храна. Денеска ќе зборуваме за бањата Банско. Бања Банско, која се наоѓа во близина на Струмица и припаѓа во општина Струмица. Значи, Бања Банско. Бањата се наоѓа во југоисточна Македонија, близо до Струмица и селото Банско. Низините води се лековити за најразлични заболувања, во прв ред ревматични. Значи, помага во лечење на ревматични болести. Бањата представува римска бања која е термоминерално лековалиште од античко време. Овој објект е оддалечен 12 км источно од Струмица во подножјето на планината Беласица, откриен во 1978 година при копањето на темелите на хотелот Цар Самуил. На површина од 1000 метри квадратни се открини 10 простории. Малите ниски простори се наоѓаат на источната страна, а на западната страна се наоѓаат повисоките простори. Зидовите се зачувани во висина од 2 метри до 6,70 метри. Термата, односно бањата, имала простори за соблекување, сауна, базени со топла, ладна и млака вода и така натаму. Бањата ги користела термоминералните води од изворот Парило, што се наоѓа 50 метри јужно од бањата. Термата најроватно потекнува од 3. век, од времето на римскиот цар од римскиот цар Каракала, кој подигнал и обновувал терми низ царството. Значи се предпоставува уште тогаше откриена ова бања, односно римскиот цар Каракала, значи го подигнал и обновил овие простори, ги направил, односно ја користи таа топла вода за лекување. Термоминералните извори се 5 на број, од кои самиот едниот најголемиот е стручно каптиран. Тој се слива во главната бања, наречена Турска бања, а другите 4 слободно се изливаат без посебна каптажа, а само еден дел се влева во бањата Саланџа. Температурата на водата во изворот не се менува во текот на годината, што докажува дека потекнува од голема длабочина и без атмосферско влијание. Температурата на водата во изворите е околу 71 степен во главниот извор која снабдува главната Турската бања, а изворот која снабдува Саланџа е со температура од 56 степени. Ако одете таму сега да ја посетите бањата, има убав изграден хотел Цар Самуил, има и чешма издвоено кај што може да наполните топла вода, потоа таа ќе се олади секако и да ја пиете, да ја користите. Интересно, јас сум пробал, таму на изворот ставите едно јајце и чекате неколку минути, тоа ќе се свари. Бидејќи гледате овде водата, слушате дека 71 степен во едната бања, во едниот извор, во другиот е 56 степени. На оѓалиштето римска терма во Бања Банско е еден од ретките сочувани римски споменици од ваков вид во Европа. Термоминералните извори во Бања Банско биле познати уште во римско време, зашто сведочат археолошките остатоци на старите римски терми. Во околината на бањата се наоѓаат шума од липи и костени и бистри планински потоци. Папратот од македонското поднебје кој расте во околината на Бања Банско е заштитен од Обединетите нации.
I сега, ради времето не можам се да ви прочитам, овде има историски развој на Бања Банско. Таа вода која истекнува, значи, од бањите, селаните, мештаните ја користат за производство на раноградинарски производи. Има многу стакленици таму, значи оранжери, па и попластеници направени, кај што навистина вредните жители произведуваат рани, краставици, пипирки, домати и се она што е потребно за исхрана, бидејќи преку цела година и во зимскиот период тие ги загреват тие своји топли леи со ова топла навистина вода. Ево уште неколку информации. Бањата Банско е сместена, веќе рековме, 12 километри југоисточно од Струмица, а на источниот дел од селото Банско. Термоминералните наоѓалишта или извори се наоѓаат во подножјето на планината Беласица, меѓу реката Дерман од запад, планинската коса Манастир од исток и рамното Струмичко поле и местноста Какошинска од север. Бањските објекти се подигнаат на една чакалеста тераса создадена од Дерменска река и надморска височина од 270 метри. Сместена на допирот од две различни орографски и биографски планини, односно целини, Бањата има одлична географска положба. Значи, слободно, кога имате време, посетете го овој центар, Бања Банско, навистина, и ако имате проблеми со вашето здравје, еве, има голем базен кај што може да го користите, секако и да преноекевате во тој хотел Цар Самуил, а има и други хотели во близина на самата бања. Еве што лечи, уште само неколку информации. Поради тоа во бањата се користат најсовремени медицински техники од страна на стручна медицинска екипа. Бањата помага при лекување на следниве заболувања: сите видови ревматични заболувања, ишиалгија и полиартриги, заболувања на дишните органи, бронхит, астма, болести на органите за варење, чир, гастритис, срцеви заболувања, цревни заболувања, состојба после фрактура на коските, состојба на прележена жолтица, нервни заболувања, женски гинеколошки заболувања и така натаму. Сите горе наведени болести денес се лекуваат во јавната здравствена организација Природно лековалиште Бања Банско, односно во хотелот Цар Самуил. Хотелот е најсовремено опремен за болни и терапија, секако и медицинска рехабилитација. Има можност и од спортско, рекреативни и забавен карактер, користење на базен и хидротерапија. Еве толку за ова бања, Бања Банско, која е близо до Струмица, во подножјето на планината Беласица. Идеално место да поминете една недела или две. Знам дека многу луѓе во зимскиот период одат и ги користат благодетите нова лековита вода. Одеме понатаму да кажеме нешто за здравата храна, односно совети од здравјето. Денеска ќе ви прочитам, ќе спомнам нешто за компирот, како храна и лек, хранлива вредност, употреба и дејство. Може да се каже дека нашето македонско поднебје е преплавено од компир и нашиот народ го потребува многу често во исхраната, во безброј главни јадења, предјадења, во печива, разни салати, па дури и десерти, зависно од останатите состојки и креативноста на готвачите. Поради хранливите материи кои ги содржи и лековитите својства, компирот се користи за исхрана на луѓето, но исто така и на домашните животни скоро во сите земји во светот. Компирот потекнува од Јужна Америка, а во Европа е донесен некаде во 16 век и денес се одгледува во многу краеви и повеќе годишно зелјасто растение со различна големина на плодот. Во светот посед повеќе од 1500 сорти на компири, кои настанале со вкрстување и прилагодување на разни поднебја. Кај нас најпознати се Јерла, Клеопатра, Атлантик, Брајт, Фијана, Дезире, Адора, Лизета и Кондор. Еве, не сум знал дека има толку врсти на компири во Македонија. Ние знаеме компир, оној белиот и оној жолтиот, односно црвениот компирот е сезонски зеленчук,
koji uspeva na ravničarski, no i planinski predjeli i iz hranata se koristi postojno biljeg je jednostaven za skladiranje i obrabotka. Na pazarite posebno se bara onoj berovski od kompir. Očigledno, berovo je ekološko zdravo podreče, a i zemljeta je takva koja proizvedova ubav vkusen kompir. Evo, ušte nekoliko informaciji. Kratok opis na hranljivosta, odnosno hranljivijot sostav na kompirot. Broj 1. Ima belkovini, nesvarljivi materiji koji obezbeduvat energija, bakar, beta-karoten, rastitelni vlakna, rastitelni masti, vinska kiselina, vitamin A, vitamin B1, B2, B6, vitamin C, železo, dekstrin, limunska kiselina, kalcijum, kalijum, magnezijum, mangan, molibden, niacin, nikotinska kiselina, skrop, jagljeni hidrati, flavonoidi, fosfor, cink. Gledajte koliko se ima vitamini ovoj kompirot, koji deneska je relativno jeftin. Beše zimuska mnogo skap na pazarite, no svega bi neki prolet, leto doagja. Ima mnogo proizvedeno ova godina kompiri, tako da je pristupačna cena za sve koji čovjek. Svega ovdje imamo recepti, no može da gi najdete i vi samite na internet. Evo, ušte samo nekoliko informaciji. Kompirot vo sebe sadrži dosta lekoviti materiji, tako što povoljno vlija protiv slednjive bolesti i tegobi. Akni, alergija, anemija, anksioznost, artritis, bolesti na srcetu i krvnite sadovi, glavobolka, depresija, dijetalna ishrana, eksemi, kožni bolesti, lekuvanja, ispukana koža, nesonica, nekoj vidovi na rak, otvorene rani, virusne infekciji, regulirana krvni otpris, regulirana prekomernata težina, regulirana varenjetona hranata, češanja, stres, bremenost, herpes, čirvina i bubulici, šlog. Gledajte, i zato kompirot treba da go koristime. Ne samo što ke zaštedime lep ako jademe kompir, no i pristupna je cenata se odgledova i se koristi u ishranata, znači u golema mera i količini i vo letni od period, zimski od i vo jesenski od, tekotna celata godina kompirot je zdrava hrana. Koga stanova zbor za konsumacija od lica koji se dijabetičari ne se preporučava po golema za čestenost vo ishrana. Znači koji imat problem sa šekerot, malce poredko da go koristat kompirot zašto ima skrop, ima dike blak, ima i šekeri vo sebe, no sepak za pogolem del od žitelite nova zemlja, nova planeta, kompirot je idealna hrana, zato da go koristime. Evo toliko za ova rubrika, odeme sega su štedna pesnik, se vratime da prosledime poslednata rubrika ova naša današnja utrinska programa. Bog je taj koji nas može čuti i koji može učiniti čuda u našem životu. Mnoge
После ова убава песна се враќаме повторно во нашата програма, да ја проследиме последната рубрика во нашата денешна емисија. Зборуваме за археологијата. Дали археологијата и дава подкрепа на Библијата? Археологијата им е од голема помош на оние што ја проучуваат денеска Библијата, Свето писмо, зашто преко неа дознаваат повеќе за животот, обичаите и јазиците во библиските времења. Таа дава и корисни информации во врска со искупувањето на библиските пророштва, како што биле пророштвата, например, за паѓањето на Вавилон, Ниневија и големиот Тир. Во науката, но и науката, може да кажеме, почитуваме гледачи, дека има граници. Археолошките пронајдоци мора да бидат протолкувани, а толкувањата доаѓаат од несовршени луѓе, па затоа може да има грешки и промени во мислењата. Христијанската вера не треба се темели само на тие скршени вазни, распаднати цигли или срушени ѕидови, туку на целокупната, складната духовна вистина содржана во Библијата. Се разбира, внатрешниот склад на Библијата и искреноста на низините писатели исполнети со библиски пророштва и многуте други незини обележја даваат убедлив доказ дека целото Свето писмо е вдахновено, полезно и корисно и од Бога дадено. Сепак да разгледаме и некои интересни археолошки откритија кои им даваат подкрепа на библиските записи. Еден тим археолози што копале во Иерусалим во 1970 година откриле една куќа оштетена во пожар. На секој археолог веднаш му било јасно што се случило, напишал Наман Авигад, водачот на археолошкиот тим. Куќата била уништена во пожар, а ѕидовите и таванот биле срушени. Во една соба имало коски од рака на која прстите и биле испружени кон едно скалило. На подот имало расфрлено пари, кои датираат од 69 година од нашата ера, околу 4 години по бунтот на евреите против Рим. Парите и другите работи биле расфрлени пред да се сруши куќата. Авигад еве што кажал: кога го видовме ова, се сетивме дека Јосиф Флавије опишал како римските војници ги плачкале куќите откако го освоиле градот. Според историчарите, римјаните го опустошиле Иерусалим во 70 година од нашата ера, секако после Христа. Анализите покажале дека коските се од жена од 20 на години. Во списанието Библиска археологија еве што е запишено: заробена од огнот кога римјаните нападнале, младата жена која била во куќата на запалената куќа се спуштила на подот и посегнала кон скалилата близу вратата, но тогаш умрела. Пожарот се проширил толку брзо што не можела да избега и била затрупана од рушевините што паднале врз неа. Ова сцена не подсетува на пророштвото што речиси 40 години пред тоа Исус го кажал во врска со Иерусалим: твоите непријатели ќе те срамнат со земјата, тебе и твоите деца во тебе, и нема да остане во тебе ни камен на камен. Тоа е пророштво запишено во Лука 19 глава 43 стих. Меѓу археолошките откритија што ги потврдуваат библиските записи има имиња на лица што се спомнати во Светото писмо. Со некои од овие откритија беа побиени претходните тврдења на критичарите дека библиските писатели измислиле некои ликови или пак дека претерале кога ја опишувале нивната слава. Еве, за ово утро толку, ќе продолжиме утре со известувања, со докази, со пронајдоци кои ги пронашла археолозите и ја потврдуваат веродостојноста на денешната Библија. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме и до ова наша утринска програма. Им посакувам секој добро на оние кои денеска го прославуваат својот роден ден. Бидете живи и здрави, радувајте се, Бог да ве благослови, а на сите останати, на сите вас, почитувани гледачи, ви посакувам убав ден, бидете расположени и весели и радосни. Ви закажувам нова средба утре во исто време и на исто место во 8 часот и 30 минути. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува.
Ova web stranica je kreirana za da vi obezbedi sveopfatno, organizirano i temeljno proučuvanje na Biblijata. Kursevite se besplatni i bez obvrski. Možete da go sledite vo koje bilo vreme togaš koga vam vi odgovora. Na raspolaganje gi imate slednive kursevi: biblijska arheologija, biblijski proroštva, za verata i verovanjeto, biblijski sovjeti za zdravjeto, biblijski sovjeti za brakot i semejstvoto. Zapoznajte ja Biblijata, Sveto pismo na Stariot i Noviot zavet preko kursevite na internet ili vo pečatena forma.